живееме во време во кое постојано се случуваат некакви несреќи. Пред 3 години се случи автобуската несреќа во Ласкарци, во која животот го загубија 15 патници. Пред неколку месеци беше трагичната несреќа во модуларната болница во Тетово. Последниот период, она стравична несреќа автобуска во Бугарија. Во вакви околности, што се случува со оние кои што ќе преживеат? Колку и каков е процесот на рехабилитација? Добро вечер и од мене. Навистина голем број на несреќи во овој период во нашата држава, со голем број на жртви. За среќа тие што преживуваат се зависи индивидуално од тоа каква состојба се и што настанало кај нив. Така да ние мора да ги видиме комплетното нивно оздравување во текот на таа состојба што им настанува, па тек потоа да размислуваме за рехабилитација кај нив. Дали станува збор само за физички повреди, дали станува збор за одредени други внатрешни пореметувања во телото, така да сето тоа е индивидуално и се зависи од како ќе заврши примерно нивното почетно лекување. Најчесто кај пациентите со тешка клиничка ковид слика се случува малку подолг период на рехабилитација кој што трае откако ќе се победи вирусот. Колку вакви пациенти во моментов се лекуваат на вашата клиника? Ние на нашата клиника третираме ваков тип на пациенти веќе 1 година. Почнувајќи лани од декември 2020 година, до сега низ нашата клиника имаат поминато околу 160 на пациенти. Поголемиот дел од нив стационарно лекувани, значи хоспитализирани, и еден дел, помал дел, со полесна клиничка слика, кои што беа амбулантски третирани. Тоа се пациенти кои што се рехабилитираат и за овие пациенти е значено што целиот процес на рехабилитација треба да се одвива во текот на целокупното лекување на пациентите. Значи, од моментот на нивниот прием во инфективните болници или во ковид центрите, во текот на нивната хоспитализација и потоа по завршувањето на нивното лекување, кога тие се насочуваат кон пост-ковид рехабилитација. Ова се пациенти кои што имаат сериозни пост-ковид состојби, значи атрофирана мускулатура, имаат проблеми со говорот, отежнато дишење. Велам сериозни затоа што веројатно пред ковидот не се соочувале со ваков тип на состојба и веројатно во прв план им е потребна одредена асистенција за извршување на оние основни човечки функции. Како трае и како изгледа тој рехабилитацијски процес кај вас на клиника? Видете, тоа се пациенти кои што поминуваат најголем дел од нив тешка клиничка слика во текот на траењето на ковид инфекцијата и на ковид заболувањето, така да целиот процес на рехабилитација е индивидуален и е насочен кон секој пациент поединечно. Значи немаме еден пациент кој што има ист рехабилитационен протокол како останатите. Значи, кога станува збор за протоколот на рехабилитација, ние пациентот го гледаме како единка, ја гледаме неговата состојба после прележаната ковид инфекција, пациентот какви коморбидитети има или нема, возраста на пациентот, потоа неговата физичка активност. На основа на тоа, ние го правиме протоколот на рехабилитација кој што е индивидуален и е насочен пред се кон подобрување пред се на респираторната функција, потоа подобрување на неговата мускулна слабост, значи зајакнување на мускулатурата, а на крај целта ќе ни биде да пациентот го оспособиме и да го вратиме кон секојдневните активности на живот кој што ги правил пред или максимално колку можеме да ја вратиме неговата функција. Дали во овој рехабилитацијски процес е вклучена и психолошка помош? Затоа што предпоставам дека кај овој тип на пациенти можеби се јавуваат и оние посттрауматски моменти. Видете, психолошката подршка кај ваква тип на пациенти е многу значајна. Ние кај нас ја немаме се уште, затоа што овие се пациенти кои што различно поминуваат во ковид болниците. Значи, нивната клиничка слика се ја знаат само они како поминуваат. И тие кога ќе додат веќе во пост-ковид рехабилитацијата, кај нив веќе се отвара новата врата. Значи, пациентот оживува, значи оздравува и продолжува како понатаму да се врати во секојдневните активности на живот. Ние немаме психолошката подршка, но тука сме многу значени ние како персонал, значи не изборам само лекарите, туку целокупниот тим кој што работи на таа пост-ковид рехабилитација, кој што насочена со насата позитивна енергија, која што им дава мотив на пациентите да може да ги оспособиме. Значи тоа се пациенти кои што се најголем дел кои што се префрлени од болничките кревети во лежачка позиција. Значи тие пациенти треба да ги оспособиме да седат, пациентите да ги станеме, да ги вертикализираме, да ги оспособиме да одиме. И кај нив знаете многу е интересно затоа што они секогаш првично идат не можам, па потоа кога ќе видат дека можат, подаваат надеж и повеќе плюс да направат. Значи психолошката подршка во случајот на нашата клиника ја даваме ние со нашата позитивна енергија.
Покрај вашата позитивна енергија, веројатно и на тимот кој што работи на оваа клиника, колку најчесто е потребно за да се видат првите резултати од рехабилитацијата? Видете, пак тоа не може да го одговориме за сите пациенти исто. Значи, секогаш пациентот е индивидуален и третманот иде индивидуално. Најчесто, првичните резултати се зависи од самиот пациент, колкава е неговата физичка подготвеност и психичка подготвеност да се справи со состојбата и да се врати кон првобитната состојба. Во главно, најчесто рехабилитацијата трае од 2 до 4 недели. И веќе за 4 недели ги гледаме примарните резултати што ги постигнуваме. Покрај пациентите со тешка клиничка ковид слика и оние кои што поминуваат, да речам, на некој полесен ковид пат во пребродување и поминување на вирусот, се соочуваат со одредени пост-ковид последици и најчесто се манифестираат околу физичката кондиција. Каков е советот до оние пациенти кои што во моментов се соочуваат со таков тип на симптоми? Видете, тоа е доста чест симптом кај овие пациенти што прележуваат пост-ковид. Она што е значено што тука не може да дадеме генерализирана слика за пациенти со полесна или со потешка клиничка слика. Или пак возраста на пациентот. Значи имаме потешки пациенти кои што биле помлади и полесни случаи кои што биле постари пациенти имале одредени други коморбидитети. Сите пациенти се индивидуални и она што е значено, што е карактеристично во процесот на опоравување после прележана SARS-CoV-2 инфекција е тоа што целиот процес на опоравување иде постепено. Значи никогаш не треба пациентот да се иззема во право дека можам и сега морам да направам плюс од тоа што неговото тело му кажува. Значи секогаш идеме постепено, чекор по чекор, додека не постигнеме секој ден подобар и подобар резултат. Сметате ли, доктор Калчовска, дека надлежните институции во земјава имаат малку кампањи за подигнување на свеста за пост-ковид состојбите кај пациентите? Се чини како повеќе да преовладува индивидуалната свест. Па видете, кампањи постојат, во моментот повеќе се насочени кон вакцинацијата и кон ковид третманот. За пост-ковид секако дека имаме потреба повеќе. Повеќе идеме на тој начин на индивидуалниот пристап на пациентите и повеќе ќе кажам на индивидуалниот пристап на колегите наши, и тоа се предси инфектолозите и интернистите кои што работат во ковид болниците и ковид центрите и секако голема улога играат матичните лекари. Значи тие се примарно оние кои што треба да ги насочат пациентите дека им е потребно дополнителна рехабилитација, дополнително поравување на нивната респираторна функција, дополнително поравување на нивниот мускулен статус и враќање во секојдневните активности на живот. Така да кампањи има, но никогаш нема бидат одмет ако има повеќе. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Ви благодарам и вас за поканата.